Почитувани присутни, би сакал да се изјаснам во однос на предлогот за разрешување на двајцата министри. Тоа е господинот Аксел Ахмедовски и господинот Аднан Кяхел. Моје мислење е дека се работи за политички внатрешен реваншизам. Мислам дека и двајцата се продукт или нивната промена е затоа што можеби таму во нивните политички партии се случило некои работи. Искрен да бидам, Аксел Ахмедовски не го познавам многу, иако така многу надежно почна, ќе се задржам повеќе кон него. Аднан Кяхел е една личност кој е добар политичар, подолго време е етаблиран во македонската јавност и зошто ова му се случува, јас не знам. Жалам што имаше разни шпекулации по медиумите и ми се чини дека тоа е некоја местенка направена кон него. Колку што го познам, се работи за доста стабилен, долги години во политиката и мислам дека не го заслужуваше ова. Што се однесува до Аксел Ахмедовски и претходно јас бев критичар во однос на кандидатите за владата, дали може да одговорат кои се тие лица и најверојатно ќе следи реконструкција во однос, затоа што не ги дават потребните резултати. Меѓутоа да ви кажам искрено за Аксел Ахмедовски и бев радосен, затоа што тој е единствениот министер во источниот регион кај нас, од Делчево. Немаме друг, од Штип немаме, од Кочани и така натаму. И викам, барем да имаме некој, иако е од коалицијата, сепак е од нашиот крај. Во нашиот крај имаме доста роми, ќе се грижи за нив, ќе дава поддршка. Сега сум уште повеќе поразочаран. Зошто и единствениот министер кој го имавме од тој крај да го немаме повеќе? Не дека се работи за мене, ми е жал за моите пријатели ромите. Прекрасни луѓе. Ромите се нешто, можеби најсвето на Македонија и најголемото богатство што ми има дадено. Луѓе честни, си работат својата работа, меѓутоа ние, можеби како општество, како македонци, не им помогнавме на ромите. И затоа овој министер, впрочем, требаше да ја спроведе таа имплементација на таа стратегија за подобрување на состојбата на ромите. И што се случи? Сега ќе зборуваме и за другиот кандидат. Ми се чини дека од Ѓорче Петров. Со сета почит. Се надам дека ќе помогне понатаму во имплементација на таа стратегија и ќе помогне на ромите. Меѓутоа ми се чини дека Аксел тука, ако беше, ја познава душата на Источна Македонија, на Делчево, на Берово, на Пекчево, на Кочани, на Каменица, на Виница, на Штип. Еве јас сега пред малку добив информација од моите штипјани, а вика зошто така? Викам, ние не одлучуваме се, вика, реагира и кажеме. Како да кажем се, јас ни го предлагав, ни го бранев. Се можам да кажам за човек, за личност кој на некој начин требаше многу да помогне во општеството и да им помогне на неговите браќа на ромите. Жалам што ова се случува. Меѓутоа, ми се чини една работа која следите, јас ја кажував неколку пати, и е можеби поврзана со буџетот на Република Македонија. Кажував дека има, покрај тоа што буџетот е толку голем, 3,7 милиарди евра, како ќе се собира, со кој данок се изласа некни, доправо Нова година народот ќе свати што им се случува, како на кој начин ќе се соберат парите, колку ќе се собира и на кој начин ќе се оптоварат граѓаните. Меѓутоа, таму ќе видите во еден дел дека владата 1,1 милион евра ги отфрла од буџетот на владата. Дали тука е можеби пречката и зошто се тргат тие, не им се дават тие пари за ромите? Велиме дека сакаме да им помогнеме на ромите, а од една страна 1,1 милиони евра кои требаше да бидат во функција на имплементација на таа стратегија, ги нема повеќе во владата. И сега да речеме како следниот министр кој ќе дојде, како ќе работи, дали има буквално и буџет за да се реализира таа стратегија. Така да, во тој дел ме загрижува повеќе податокот зошто во источниот регион ние немаме кадри кои на некој начин можат да се борат и за мене лично.
и за моите браќа роми. Реков, ромите се нешто многу светло на Република Македонија. Затоа што се луѓе честно си работат, обстојуваат, ќе повторам уште еднаш, мораме многу повеќе заедно да го направиме. Се трудевме ние во претходната програма, јас исто така, со тоа што, ако се сеќавате, сакам да подсетам уште еднаш за Универзитетот Гоце Делчев. Многу голем број на роми се запиша и сега ние имаме интелектуалци роми. Така можеме да ја градиме еднината на Македонија. Така можеме да ја помогнеме на ромите. Единствено преку образованието. Ако ние на ромите и овозможиме образование, а тоа го направи ова влада, да не заборавиме основното образование, бесплатни учебници, средното задолжително исто така бесплатни учебници, во високото образование, стипендии за нив, за градинките дечињата од ромска националност можат исто така да бидат вклучени да бидат таму исто згрижени. И сега јас се надам дека другата влада понатаму ќе го подигне тој степен на квалитет за подобрување на животот на ромите. Меѓутоа во овој момент ме загрижува податок затоа што Аксел Ахмедовски, иако многу реков, не го познавам сега, греота да зборувам и не е фер, може би да политизирам. Ама, како личност кој доаѓа од Делчево, од источниот регион, тој многу убаво не познава кои сме, што сме. Тој постојано се движи на релација и преку Штип и тука ги познава луѓе. Знам дека се јавуваа луѓе дека големи били очекувањето од него. Ама може би еве му ги сопреле парите на човекот. Милион заприка 1 милион евро. И сега не може да реализира програмата. Така да, понатаму, јас би замолил, бидејќи се намалени инвестициите во источниот регион, не гледам нешто дека има некое зголемување во делот на ромите, да искористам можноста да упатам апел, да ја замолам владата, да ги замолам пратениците. Еве јас ви стоам на располагање, секогаш кога ќе треба како пратеник, ќе ги поддржам сите проекти, сите активности, сите стратегии за ромите. Мораме тоа да го направиме. Мораме да ги вклучиме во општеството. И тогаш Македонија ќе биде силна, тогаш Македонија ќе направи, ќе се гордеат сите и тогаш ние ќе добиеме можноста за Европската унија. Ако ние, тие свети лица, ромите кои на некој начин се борат за својата екзистенција, дали да дозволиме таму да се мачат секојдневно, мораме да најдеме начин. Ама вака, на овој начин, со бркање на единствениот, а веќе тука па себе загрижува друг податок. Имаше еден министер, се смени, па сега втор министер, па сега трет министер. Знаете што е проблемот? Континуитетот на работата е најважна работа. Ако тој што се движи и на некој начин подолго време малку ќе остане, ќе има можност да реши одредени работи. Вака како што се случува? Во овој момент имавме министер, си дојде пратеник, дојде друг министер и сега ние што да очекуваме? Додека дошол едно да разбере што се случува, да види како да профункционира канцеларија едно, друго секретари, не знам коли, друго бизнис, не знам, дали ќе има шанси тој човек на време, затоа што па им се ближи крајот на ова влада. И се ближи крајот и така да мислам дека тој нема да има шанси да проработи тоа што треба да го прави. Меѓутоа, за жал, ова е вистината. Јас повеќе од тоа не би сакал да кажувам, едноставно сакам да замолам. На ромите им треба еднаквост, им треба образование, им треба здравствена заштита, им треба вработување, им треба социјална заштита. Ромите треба да бидат вклучени комплетно во сите сегменти на општественото живење на Македонија. Треба да се вклучат во спортот. Значи, тие треба да бидат луѓето кои на некој начин ќе допринесуваат самите, да не мора знаете како, ќе им дадеме на ромите социјална помош, абе немојте луѓе, дај да ги научиме да работат, дај да им помогнеме да направиме проекти. На ромите им треба нешто повеќе, тие се многу паметни луѓе, тие се уникатни во изработка, ако ги следите, уникатни во изработката на многу работи, имат големи вештини, способни се и ни требат на Македонија. Меѓутоа, за жал, и единствениот човек од Источна Македонија, од Источниот регион, бидејќи од Паланка имаме министер кој не си ја врши работа за земеделие, ама за него во некоја друга прилика, затоа што ни отиде земеделието со него и тој си знае како понатаму. Меѓутоа,
ме загрижува затоа што во нашиот дел, поготово во Брегалничкиот регион, ние го изгубивме единствениот министер кој ни беше од таа страна. Благодарам.